Летниот културен бран кој на криопаланчани уште еднаш им го понуди преку потребното освежување заврши. На неколку сцени во нашиот град продефилираа стотици уметници, а илјадници уживаа во нивната игра, песна и глума, во пишаниот збор, сликите и во фотографиите. Во деновите кои што следуваа, септември побрза да ја спушти живата во термометрите, па она што сега ни е потребно е да се стоплиме. Веќе четврта година поред рецепт за ваквиот очекуван свеж период, капче која ја грее душата, нудат организаторите на уште едно традиционално културно случување во нашето мало место. Веќе погодувате, пред нас се деновите со кои ќе владеат драмските музи Талија и Мелпомена, периодот на меѓународниот театарски фестивал Свети Јоаким Осоговски. Годинава, од 15 до 22 септември, традиционалната манифестација ќе го има своето четврто издание, а со своји представи ќе ја збогатат 8 професионални театри од земјава и од регионот. Споменатото освежување, проследено со летен дожд, беше единствениот неканет гостин на отворањето на фестивалот во саботата на 15 септември. Малку ја скрати и годинава специјално планираната свеченост по овој повод. Церемонијата почна со окревањето на државното, општинското и на фестивалското знаме, придружено со звуците на македонската химна. По ова свеченоста се пресели во салата на Националната установа Центар за култура, каде што фестивалот за отворен го прогласи неговиот иницијатор, воедно и председател на организацијскиот одбор, градоначалникот на Криопаланка Арсенчо Алексовски. Четвртото издание на меѓународниот театарски фестивал Свети Јоаким Осоговски испишуваме уште една страница од културниот растеж на Криопаланка, која последниве години посветува посебно внимание на ненадмирливите културни вредности и нови културни проекти. Горсу, што за овие 4 години Криопаланка се повеќе станува вистинска културна ризница, а меѓународниот театарски фестивал Свети Јоаким Осоговски е веќе препознатлива манифестација во регионот, која ги освојува театарските дејци, што со задоволство се приклучуваат на нашата фестивалска слава. Секоја година освојуваме нови театарски простори, а годинава можеме да се попалиме со богата програма на културни представници и врвни професионалци од театарските куќи од Србија, Босна и Херцеговина, Црна Гора, Бугарија и Македонија. Она што мислам дека како градоначалник успеав да го постигнам е тоа што веќе во мојот град театарот станува потреба. Луѓето го очекуваат, се интересираат за него и од година во година имаме посетеност и истата е се поголема. Им посакувам топол и угоден прием на сите учесници и гости на овој фестивалско издание и го прогласувам четвртиот поред меѓународен театарски фестивал Свети Јоаким Осоговски за отворен. Следните мигови од вечерта му припаднаа на годинашниот лауреат на фестивалот, македонскиот актер Петар Темелковски, кој воедно е еден од неколкумината театарски работници, кои што заедно со домашниот организацијски одбор има удел во востановувањето на манифестацијата. Темелковски ги има одиграно најзначајните и најголемите улоги од светската драматургија и со право е еден од најнаградуваните актери на македонското глумиште. Пригоден говор за неговото дело и творештвото одржа театарскиот критичар Трајче Кацаров, а Темелковски пак изведе дел од неговиот авторски проект Децата на сонцето. Одлане ги живее пензионерските денови, а и покрај тоа што ги има добиено сите можни награди и признанија на нашево поднебје, со особена чест и гордост ја прими плакетата на општината за придонес во македонската театарска уметност и култура од рацете на градоначалникот Алексовски. Јас сум верник и ги почитам сите светители, а посебно нашите светители кои биле големи испосници и на чија духовна аскеза, на чија духовни одрекувања и телесни одрекувања, а духовни богатства ние денеска ја градиме својата култура, својот карактер и својата иднина. И бидејќи во Криопаланка имам настапувано повеќе години со моите монодрами Филип II и Децата на сонцето, и сум еден од луѓето кои бев учесник во духовното обликување на овој фестивал. Меѓу таа екипа што не покани градоначалникот господин Арсенчо Алексов, се осетив почестен што го добих ова признание, поготово што пред мене го добила една моја
неповторлива и голема партнерка колешката Милица Стојанова која потекнува од тука. Значи не е важно дали е градот голем или мал. Ние познаваме во светот двомилионски држави кои се најголеми и држави од 2 милиарди кои се помали од нив. Така да Господ што вели, таму сум каде што ќе ме возлюбиш, толку сум со тебе колку што ќе ме возлюбиш. Значи уметноста е онаму каде што се добрите уметници. Дали ќе останете уште некој ден да погледнете уште нешто од програмата, дали сте запознат со неа или? Вечерва и утре сигурно ќе останам, но од понеделник имам обврски во Скопје и бидејќи сега ја подготвувам монодрамата за Јустинијан I и од понеделник почнувам да го правам мизансценот во МКЦ и ќе се вратам во полуплавно. Неизбежно присутните и го дадоа должното признание и ја поздрави актерката Милица Стојанова, еден од најредовните гости на манифестацијата, родена криопаланчанка, доаен на македонскиот театар и филм, воедно лауреат на првото издание на фестивалот. Темелковски истакна дека токму таа му била најдобрата партнерка во неговите драмски остварувања. Многу се радувам што гледам дека во квалитет расте фестивалот. Добива се поголеми стојности, публиката го крепи. Овој град, јас секогаш велев дека уште кога бев мала во школските приредби, граѓаните сите доаѓаа да ги гледаат тие наши приредби. Се сеќавам и гимназијата, колку многу ја негува драмската уметност, се надевам дека ќе продолжат и понатаму. Мислам дека овој град заслужува вакво едно културно растење. Со оглед дека сте од тука, имате и каде да представувате, дали ќе може нашата публика да ве види, да бидете дел, да ги гледате цела недела представите? Желба ми е. Така не можев ни да си дозволам да не дојдам. Ја се радувам со сите мои сограѓани. Што се однесува до фестивалската програма, честа да го отвори годинашниот репертоарија имаше културниот центар Акорд од Никчич, Црна Гора, со представата Уморни. Час и половина нетипично енергичните црногорци ја забавуваа и до солзија насмеа криопаланечката публика со современата комедија на текст од Небојша Ромчевиќ, режирана од Светозар Бајовиќ. Токму Бајовиќ ги пренесе своите впечатоци од второто гостување во нашиот град. Sama činjenica da nastupamo prvi bila je za nas, da tako kažem, imperativna, tražila je od nas da se maksimalno koncentrišemo i da se na najbolji način predstavimo vašoj publici. Ovo je, dakle, sa ovom predstavom četvrto međunarodno gostovanje. Osim igranja u Crnoj Gori, gostovali smo još i u Srbiji i Bosni, Hrvatskoj i, dakle, sada u Makedoniji. Svuda gdje smo došli, zaista smo sjajno primljeni i tako je bilo i ovdje. Mada ovdje to nismo ni sumnjali jer već smo tu gotovo domaćini. Dakle, ovo je već drugi put od 4 izdanja festivala smo tu, dakle da im zaista nije bilo teško da se prilagodimo. I iskoristio bih ovu priliku da se zahvalim gospodinu Davitkovskom i gradonačelniku Aleksovskom koji su zaista imali povjerenje i koji su nam ukazali, još jednom ponavljam, izuzetnu čast da otvorimo večerašnji festival. На крајот би ја запрашал, бидејќи втор пат сте тука, импресиите од луѓето, од нашиот град и дали би можеле и идните години, дали имате желба да доаѓате да бидете дел од фестивалот? Prošle godine kad smo prvi put gostovali, bili smo ne malo impresionirani onim što smo vidjeli gore u manastirskom prostoru. To je zaista, slobodno mogu reći, jedan pravi mali raj na zemlji, mjesto gdje čovjek može da nađe jedan mir, jako lijepo, grad je lijep, ljudi su izuzetno gostoljubivi, prijateljski nastrojeni, kao što smo mi to naravno očekivali, jer smo mi prijateljski narod prije svega, tako da su utisci više nego savršeni. I voljeli bi, ako bi to bilo moguće, da svake godine budemo vaši dragi gosti. I sa zadovoljstvom ćemo uvijek prihvatiti poziv, ako nas naravno pozovete i ako zavrijedimo sa nekom našom predstavom da budemo gosti na vašem festivalu. Со она што го покажавте, веќе завредите, јас ве честитам уште еднаш и добре дојдени сте сегогаш тука во нашиот град. Hvala vam još jednom i puno pozdrava za publiku u Krivoj Palanci. Меѓу двете воведни викенд фестивалски вечери поразговаравме со покровителот и иницијатор на меѓународниот театарски фестивал, првиот човек на Крива Паланка Арсенчо Алексовски. Горте што театарската традиција заживеа во нашиот град, како и на своите сограѓани кои со интересот придонесуваат за омасовување и за цврстување на темелите на манифестацијата. Ова е навистина кронисување на она богато културно лето што имавме. Мислам дека имавме еден
многу убав почеток, многу убаво отварање на самиот театарски фестивал. Сакавме да му дадеме малку поголема свеченост, малку поголема тежина на целиот фестивал. Јас како градоначелник, како иницијатор на целата оваа работа сум многу задоволен. Впрочем, сум задоволен и од посетеност и она што го реков дека од година во година криопаланечката публика почнува да бива се повеќе присутна на фестивалот. Имавме огромна посетеност и за волја на вистината сите представи кои ќе бидат се многу интересни, многу убави представи, така да нашите сограѓани ќе можат да се запознаат со театарската уметност од Бугарија, Македонија, Србија, Босна и Херцеговина, Црна Гора. Ги доведовме овдека тие театарски представи, тие театарски групи и ќе може на во нашиот град, на нашите луѓе да ги интерпретираат своите театарски представи. Несомнено задоволството се забележува не само поради посетеноста, туку и на лицата на луѓето кои што дојдат тука. Освен тоа, која ви беше другата идеја зашто очигледно му фали нешто, му недостасува на нашиот град нешто вака? Мислам дека во нашиот град да не биде сега ова погрешно сватено, но сепак имаше потреба од случување на културни настани, имаше потреба од нешто да се случува. Сепак мислам дека сите овие работи кои ги правиме во однос на културата, ги правиме за афирмација на градот, ги правиме за афирмација на нашата општина. Значи, се случуваат некои работи кои не се случува. И тоа ми е целта, значи да си рекламираме општината. Ние имаме прекрасна општина, прекрасен град, зашто да не ја рекламираме културата на нашиот град и да ја донесеме културата од другите градови. А во сето ова, покрај тоа е вткаена една хуманитарна нишка, спомена луѓето неколку пати, и вие имате можност дека цената на билетите е символична, важи во текот на целиот фестивал, а сепак ќе заврши на некое место каде што е потребно. Да, тоа ми беше целта, значи да направиме една символична цена, луѓето да може да купат карта. 50 денари карта е за сите представи. Средствата од картите нема да ги земеме ние како општина, но ќе ги дадеме на хуманитарна цел на дневниот центар, така да, и повикувам сите наши сограѓани, нека бидат хумани, со една карта може да ги следат сите представи. На некој начин и ќе помогнеме, барем, можеби не кој знае колку, но сепак ќе помогнеме и на тие наши сограѓани кои живеат во дневниот центар за да може да купат нешто што им треба. Втората фестивалска вечер во Центарот за култура ги донесе 5 дами од Народниот театар Бора Станковиќ од Врање, Србија. Ја изведува представата Женски разговори од Душко Радовиќ во режија на Небојша Дугалич. Вечно актуелни теми. Светот и мажите низ призмата на жените во денеска се присутниот телевизиски шоу формат. Извлече искрени насмевки од криопаланчанки и понекоја резервирана од нивните сограѓани. За една од актерките, Радмила Ѓорđević, ова е очекувано. Откако smo došli danas u Krivu Palanku, sam onaj objekat manastirski tamo bili smo opčinjeni, bez obzira što je padala kiša, sam taj ambijent nam je onako nekako ulepšao dan, bez obzira na ovo loše vreme, a onda i vaša publika, iznenadili smo se i da je puna sala, znači da vam je festival jako dobro posećen i ja vam želim još puno uspeha i nadalje. Kažite nešto za vaš teatar, покрај тоа што ќе ни кажете за оваа представа, колку време постоите, дали е голем театарот, мал, каде се имате гостувања во вашата земја, надвор? Pa evo, ja sam na samom kraju našeg gostovanja zahvalila se organizatorima na pozivu da učestvujemo ovde. Mi smo, pozorište Bora Stanković je jedno pozorište sa renomeom koje opstaje skoro 2 veka. I nažalost 2. jula smo mi ostali bez pozorišta, u podmetnutom požaru je naše pozorište do temelja izgorelo, mi nemamo ni scenu gde izvodimo naše predstave, tako da smo, ovo večeras nam je bilo, verujte mi, ne znam kako da nazovem, ushićenje, zadovoljstvo da smo opet na nekoj sceni. Znači naša scena je nestala, mi je nemamo, radimo na toj obnovi i ja evo koristim priliku i da, evo, makar i vi preko televizije, da se, mediji su jako moćni, jedan apel svim ljudima dobre volje da nam pomognu na bilo koji način.
Јас пожелувам овие потешкоти што побрзо да ги надминете, нема да ве задржувам што долго би ве запрашал, споменавте кратко како ви се допаѓа градот, неговата околина и дали би имале желба повторно да не посетите? Ја се чувствувам малце македонка, мој татко е македонец, така и јас, ама поубаво се изразувам на мојот матерниот јазик. Lepo je, mi smo danas malo kasno stigli, nismo imali puno vremena, ali ćemo sutra malo obići grad, ali jako je zanimljivo, podsjeća na naše Vranje malo onako u kotlini. Tako da su jako se prijatno osjećamo. Доколку ги пропуштивте првите 2 дена од програмата, потрудете се и не си дозволувате таков луксус до крајот на фестивалот. Впрочем, гостуваат уште 6 театри од Босна и Херцеговина, Србија, Бугарија и од Македонија, а насловите и најавите ветуваат.